Бидете среќни во овој момент, зашто овој момент е вашиот живот. Се зборови на персискиот мислител Омар Хајам. Колку оваа мисла може да се преточи во политичкиот живот на Македонија, додека земјата ги живее моментите на меѓународна слава по решавањето на речиси сите прашања со своите соседи. Веројатно тешко, бидејќи среќата е поматена со измешаните чувства од политичките договори надвори дома, кои носат различен тип на обврски, но уште повеќе со мислата за тоа што предстои во следниот период. Реформи, почеток на битката со корупцијата, судство, економија. Можеби 4 клучни столба на секоја држава што сака да биде дел од европското семејство. Со речникот на политичкото водство, кога за граѓаните на земјата ќе дојде животот, за да го живеат својот момент на среќа. Прашање што си го поставува секој добронамерен наблюдувач на нештата во земјата. На овие теми вечерва во 24 отворено дебатираме со моите гости. Имер Селмани, поранешен кандидат за председател и лице од политичкиот и општествениот живот во земјата. Добра вечер, добре дојдете во студиото. Аналитичарот Петар Арсовски, добра вечер и за вас. Уредничката на вечер Весна Мичич-Божиновска. Добра вечер. Добра вечер за вас. Марко Трошановски од Институтот за демократија. Добра вечер и за вас. Се разбира, тука се и групата на нашите студенти кои што ќе се вклучат подоцна во текот на емисијата со своји прашања до дискутантите. Господине Салмани, да почнеме со она што е актуелно денеска. Официјално беше објавен во службен весник законот за јазиците, заедно со останатите сегменти на она што се вели уставните измени и сето друго. Со што се заокружија некои поважни можеби процеси во општеството, битни кои што го оптеретуваа на некој начин и надворешно и внатрешно. Колку овие процеси отвараат пат за некоја посветла иднина или пристапување кон посериозна работа внатре во владиниот ресор? Значи, секој граѓанин на Република Македонија, неретко, овие изминати 20 и неколку години си поставувал пред себе, пред своите најблиски, пред семејството, па ние што се работиме малку појавно и можеби во јавноста, каква држава сакаме, дали ќе направиме и дали ќе имаме државата онаква како што ја посекуваме и дали ќе живееме некојаш, ќе стигнеме да живееме во добро, економски развиена држава, со правен поредок, онаков како што е функционална држава, функционален правен систем, добро здравство, добра социјална политика и така натаму. Мислам дека сите овие 27 години, 8, некојаш повеќе, некојаш помалку, овие прашања од време на време добива тежина, меѓутоа најчесто поставеното прашање дали Република Македонија ќе има, затоа што во неколку наврати ние се доведовме во работ на тоа, да не заборавиме 2017 година, пред тоа во неколку наврати, дали ќе има Македонија или нема. Со денешното објавување на измените на Уставот, мислам дека ја потврдивме нашата определба Македонија, Република Македонија, да има ваква во овие граници, како што ја знаеме, како што ја посекуваме да имаме држава која што ќе биде интегрирано во НАТО, значи од безбедносен аспект обезбедена. И сега е прашањето дали ќе имаме онака како што ја посекуваме, економски развиена, со добра економија, добро здравство, добар правен систем. Тек за тоа треба да се поработи уште многу повеќе од ова што денеска викаме излезе се објави законот во службен весник за употреба на јазиците на заедниците. Тоа е еден добар сегмент кој што дополнително значи ја обезбедува внатрешната кохезија во државата, која што ни е многу неопходна во ова силна борба, често пати со самиот себе си, значи внатре во државата, која што треба да ја спроведеме заради обезбедување на сите реформи и сите задачи што ќе ни бидат поставени тек за да станеме на вистина добро развиена држава. Колку на триумфалистичка експресија на Дуи во овој момент со објавувањето на законот за јазиците во службен весник и со оној фолклор што го покажуваат и на социјалните мрежи и на пресконференциите, влијае во таа кохезија или е тоа повторно еден обичен политички маневар за придобивање на гласови?
Најдобро треба да објаснат тие што тоа го направио овој ден, значи денеска со целиот фолклор Да, како вас ви личи? околу среќата што ја доживуваат и така натаму. Меѓутоа, мене одредени слики што се објавуваат во социјалните медиуми и така натаму повеќе ми личат како билдање на евентуална политичка позиција за наредните избори, без разлика дали ќе имаме председателски или евентуално предвремени парламентарни избори, него на вистина голема среќа за тоа што еден закон ќе заживе. Законот е донесен во парламентот и тоа 3 пати беше изгласан, така што дали денеска, дали утре тој закон ќе профункционира, дали идеален, сигурно дека не идеален, да прашате и албанец нема да каже дека идеален закон, ниту еден македонец да прашате и македонецот ќе има замерки. Можеби еден законот е некаков си компромис помеѓу посакуваните решенија кај албанците и да кажеме можност од друга страна државата во рамките на овој устав да се дозволи таков закон, затоа што и во самиот устав и законот буквално не се вика закон за употреба на албанскиот јазик, туку за употреба на јазиците на заедниците кои што не се мнозинство во Република Македонија. Мислам дека тоа е една мала алка само за достигнување на таа внатрешна кохезија, повеќе запознавање помеѓу себе и чувството на изголемување на чувството за лојалност. Ценам дека кај албанците поготово, меѓутоа не само кај албанците, зашто овој закон не се однесува на албанскиот јазик, се однесува и на сите и на јазиците на етничките заедници кои што не се мнозинство. Локални заедници се турците, ромите, србите кои што на локално ниво, да кажеме, во одредени општини се повеќе од 20% и мислам дека и тие би требало да имат чувство поголемо дека Република Македонија веќе е држава на сите граѓани и она што владата си промовира дека едно општество за сите, дека доаѓа живот за сите, е можеби еден мал допринес за да навистина секој граѓанин си ја почувствува државата дека е татковина, не е времена татковина, туку трајна татковина која што ќе обезбедува денес и утре за него и за неговото семејство. Арсовски, зошто денеска веста за објавувањето во службен вестник на законот за јазиците доби поголема димензија од веста за објавување во службен вестник на уставните измени? На што се должи тоа? Затоа што Талат Џафери го потпиша, јас мислам. Мислам дека законот за јазици, кој долго време се гласаше во парламентот, откако Иванов го врати и одби да го потпише, стана предмет на политичка борба помеѓу тоа кој ќе го потпише и кој ќе го објави законот во службен вестник, како некаков преседан, низ кој ќе се толкува правото на председател да суспендира некаков закон или не. И тоа ќе продолжи да биде дебата во наредните денови, бидејќи де факто процедурата која е напишана во уставот за објавувањето на закон сега е прекршена, но прашање е зошто е прекршена. Во основа Иванов ја злоупотреби недореченоста на уставот, која при второто гласање не му дава право да избере дали ќе се објави или нема да се објави законот и на тој начин се обиде да го спречи. Тоа неговото привремено вето го направи суспензивно и го менува, се обиде да го смени суштински политичкиот систем. И заради тоа објавувањето на законот за јазици е поинтересно како дневна политика одошто објавувањето на уставните измени за кои се гласаа со 2/3, кои беа де факто предувид на јавноста, ја исцрпевме дебатата по тоа прашање. Се засети јавноста веројатно од таа тема? Да речеме дури им преседна. Мислите ли дека може да се проблематизира на ваков начин објавувањето на законот во службен вестник? Може да се проблематизира. Не е тоа директно таксативно наведена како процедура дека може да се искористи, но мислам дека сепак кога ќе го толкуваме уставот треба да се толкува намерата на уставотворецот. Намерата на уставотворецот е втор пат кога ќе се изгласа гласот во собранието, председател да не може да го спречи. Затоа и таа несреќна формулација должена да го потпише. Де факто подобра формулација би била дека без негов потпис се објавува. Бидејќи дали е должен да го потпише и дали ќе се објави без негов потпис е де факто правно исто. Но ете таков е уставот како што е. Вели дека треба да го потпише Иванов, дека е тоа должен. Иванов одлучи да го игнорира уставот. И со тоа да се обиде да го спречи законот за јазиците, што е натера владеачката гарнитура да го толкува автентично уставот и намерата на уставотворецот. Но немаше автентично толкување донесено од страна на собранието на тој дел од законот, например, за да биде целата процедура можеби запазена до крај.
Бидејќи ако Очигледно е собранието како- изгласаше автентично толкување на законите, можеби ќе можеше да си даде Не, во уставот поодврзани е, раци. во уставот е тоа. Така што не знам дали постои автентично толкување на уставот како форма, но очигледно е што владиното мнозинство мисли по тоа прашање. Очигледно е дека тие сметаат дека уставот не му го дава тоа право на Иванов и затоа притискаат на објавување на законот за јазици. Се разбира, има тука и политичка калкулација од страна на ДУИ кои се притиснати кон тоа дека придобивките од целиот овој проект може да се прелеат делкај нив делкај СДСМ, кои албанските гласачи можеше да ги сметаат за еднакво заслужни за овие придобивки, па оттаму таа сега тој наплив на кампања да се сликаат за се, тој политички фолклор, во смисла на тоа дека борбата за победата заврши, сега почнува борбата за ловориките. И сега тоа е таа механика која се појавува кај Мичич, момент. рековме затворени едни две крупни прашања во македонската политика, едно натворешно, едно внатрешно, но очигледно во Македонија секогаш има некои крупни прашања што се појавуваат одново и токму затоа веројатно и денешниот ден беше на тој начин доживеан во јавноста. Мислите ли сепак дека затварањето на овие поглавја, ако е затворено, зависно од толкувањата идни, ќе значи некаков бенефит за државата? Па не знам дали се затворени, да се надеваме дека се затворени овие прашања. Меѓутоа, не сум сигурна дека се затворени. Тргнавме кон тоа да ги затвориме, значи тешкото го изигравме. Некако за Македонија, ако се навратиме на датуми, многу интересно е, не знам кој забележал тој или не забележал, на 11 јануари 2018 година првпат е изгласан законот за употреба на јазиците. На 11 јануари се изгласани уставните измени. Некако 11.01 е некако врзан судбински веројатно за Македонија. Не знаеме што ќе се случи на 11 следната година, можеби нешто крупно ќе се случи повторно во државата. Меѓутоа, ова е де факто беа, особено уставните измени, беше едно од најкрупните прашања за да тргнеме понатаму, бидејќи друга решение и немавме, нели, за да може самата држава да се приклучи кон ЕУ интеграција и кон НАТО. Свесни бевме дека друга решение нема. Цената е таа, дали плативме превисока цена, ќе покаже времето и историјата. И она што сега треба, тоа е да се свртиме кон другите прашања кои беа ставени сосема во втор план, да речеме и заборавени, како што се развој на државата, економијата, здравството, образованието. Значи, кон тие прашања мора да се сврти државата за да тргнеме напред, за да видиме среќни млади луѓе, за да престане трендот на иселување на младите луѓе од државата. И не само млади, почна и старите луѓе да се иселуваат и да има недостиг на кадар во државата. Секако. Трошановски, така и беше најава на емисијата, што после уставните измени и изгласувањето на законот за јазиците, во смисла на тоа дека пред Македонија предстои сигурно еден процес во кој што државата конечно треба да ги добие вистинските нишани и во институциите и во останатите делови од реформите, како што е битката со корупцијата, правосудните органи и сето тоа. Меѓутоа, над нас сега повторно висат некакви избори. Претседателските се известни, а може би предвремени парламентарни избори. Како во една ваква ситуација ќе се најде балансот меѓу она што е потребно на државата? Реформи, за кои што 2 години практично сите зборуваат, меѓутоа не ги видовме до сега затоа што се беше фокусирано на решавањето на прашањето со името. Мислам дека балансот за кај што на прво место го има интересот на државата ќе се најде доколку нема парирани парламентарни избори заедно со претседателските избори. Тоа е многу јасно поради реформските процеси кои што предстојат. Оно што е во овој момент добро да речам, ако се погледне низ една поголема историска перспектива врз државниот развој на земјата, е еден Дейвид Фостер Волес, кој што е американски современ прозаист, својна легенда, опишувајќи ја својата восхит од една жена која што влегува во просторијата, вели беше толку софистицирана што сите илузии беа илузии за себе си ги беше напуштила многу одамна. На некој начин зрењето и на човека и на една држава има токму за цел
напуштање на илузиите, на митовите во кои што едно општество живее. Токму со овие уставни реформи кои што се случија и законот за употреба на јазиците, на некој начин ние надминавме некои илузии за себе си. Надминавме илузија дека можеме да одиме напред во НАТО и EU интеграциите, нашите најголеми стратешки цели, без да го промениме името. Значи, таа илузија ја победивме, ја надминавме илузијата дека Македонија е само држава на македонците, барем кај еден дел од политичкиот дискурс, и дека тоа не е едно мултиетничко општество кое што бара многу посилни кохезивни механизми отколку само гола реторика, и од тука тоа е, би рекол, добар чекор со цела задршка поради сите све што мораше да сториме за да стигнеме до тука, добар чекор кон зрењето на државата. Она што е исто така добро е дека со затварање на овие прашања на некој начин политичката дебата и понуда во иднина би требало да се префрли од заведувачките и манипулативни етнички наративи кои што ги манипулираа луѓето на различни начини, секогаш беа монета за подкусорување на вистината и да речеме на некој начин бегство од вистинската политичка одговорност на елитите кои што потврлија, и тоа е и го префрлија фокусот и го префрлаат фокусот на реална политичка понуда која што ќе се базира на перформанси. Но судејќи по првичната експресија на ова што се случува, може би како повторно да е тој фолклор и ќе остане дел од митовите за кои што зборувате, за кои што идеалот за себе си останува во можеби еден дел од општеството, или е само политичка игра? Мислам дека се последните, и се надевам дека се последните препелкања во смисла на капитализирање на етнички успех кај одредена партија. После ова, мислам дека етничката агенда е затворена. Би требало барем да биде. Сето друго би значило дезинтеграција и целосно редефинирање на државата. Така да во таа смисла велам дека е добра платформа на која што би ги дизајнирале идните политики кои што ќе ни донесат подобар живот на сите нас како граѓани. Од тука нови парламентарни избори апсолутно се непотребни на земјата, имајќи предвид дека реформите кои што следат, законите кои што треба да се донесат, и тоа треба да се донесат до мај, некаде од прилика, каде што делегација ќе го изготвува својот извештај за напредокот на земјата, и кои што реформи ќе зависат од тоа дали во јуни ќе да добиеме препорака, да подсетиме таа препорака се уште не ни е добиена, нити пак загарантирана препорака, тоест ќе добиеме датум за преговори, не препорака. Ниту е заслужена само со затварањето на прашањето. Да, но тоа е еден од условите, ќе зборуваме веројатно подоцна во емисијата, но тоа беше само еден од условите кои што Европскиот совет ги наведе во јуни минатата година. За другите параметри кои што се многу важни. Да резимирам, предвремени избори би бил неодговорен потек и би била најмногу во интерес на одредени партии, меѓутоа не во интерес на државата. Арсовски, кој би бил сега за предвремени избори според вас? Видете, на СДСМ му одговараат предвремени избори, на ВМРО ДПМН е помалку. Без база на што го говорите тоа? Па видете, во принцип државата до СДСМ извојува победа. Државата тргна во вравецот за кој тие се залага. Тие од таа победа ќе добијат некаков буст во смисла на рейтинг и на поддршка. Освен тоа треба да но за тоа платија и политичка цена. Особено заев со амнестијата, со промената на името, тоа се емотивни прашања кои што не проаѓаат многу лесно кај македонскиот етникум. Точно е, платјаат политичка цена. Но имајте предвид дека тие тргаат со една предност кај албанците, кај гласови на кои ВМРО ДПМН не може да се надева, и кај другите етнички заедници кои исто така имаат релативно висока поддршка за СДСМ. Така што во моментот наративот на СДСМ се уште е доминантен. ВМРО ДПМН има логика да прави предвремени парламентарни избори, најмногу заради консолидирање на сегашната позиција која не му се реперкуира во парламентот. Ти имаат повеќе гласови од што имаат пратеници во парламент поради бегството на овие усоб. На дуи на албанските партии помалку им одговараат предвремени парламентарни избори, дуи најмногу заради прелевањето на гласови кон СДСМ, што е еден феномен кој се појавува во последно време. Може да разговараме зошто се појавува или не се појавува. Но очигледно е дека албанците сметаат дека барем половина или некој процент од заслугата за сегашниот пробив кон нивните стратешки интереси е заслуга на СДСМ. Така што таму е
некаде играта околу тоа на кој му одговара, на кој не му одговара. Дали на Македонија ја одговараат превремени парламентарни избори? Знаете како, не е толку едноставно прашањето како што зборуваме, кога државата ќе направи ваков 180 степени пресврт, не е нелогично да се направи ново мешање на политичкиот капитал. Вие погледнете го како изгледа парламентот денес. Тоа е таква мешавина на дилови и компромиси, што де факто уште 2 години не знам дали може овој парламент да издржи вака и како ќе изгледаат тие уцени и тие компромиси во наредните 2 години за да се донесат тие закони за кои зборувам. Така што не е ненормално да се размислува Тоа значи и самиот реформски процес ќе биде во голема мера зависен од ситни групи и интереси, Имено. заради кои што ќе биде тешко да се изведе. именно затоа што македонскиот парламент изгледа вака како што изгледа. Проблемот е што, значи не е ненормално да се размислува за нови предвремени парламентарни избори кога државата ќе направи ваков геостратешки пресвет. Проблемот е што доаѓаат во најлошо време за Македонија. Доаѓаат во година кога конечно очекуваме економијата да мрдне, доаѓаат во година кога реформските процеси се неопходни за почетокот на преговорите, односно за добивање датум за преговорите. И сега тука принципите и прагматизмот кршат еден кон друг, така што не знам како ќе одлучат. Јас не би ја исклучил можноста за предвремени парламентарни избори. Мислам дека партиите и СДСМ и ВМРО-ДПМН сериозно размислуваат на тоа. Така што треба да мисли видиме Селмани, да почекаме како ќе Божиновска? Значи, ние избори ќе имаме секако. Република Македонија ќе има председателски избори, значи имаме избори на цела држава, имаме избирачки тела што ќе се формираат. Колку и да викаме дека изборите председателски не ја запират активноста на владата, сепак да бидеме реални, добар дел од министрите, односно сите министри, сите и вториот ешелон и третиот ешелон ќе бидат вклучени во тие избори. Прашањето е дека ќе има застој во работењето, активностите, резултатите и така натаму, секако и парламентот ќе мирува. Прашањето е дали сега добра проценка треба да биде на мнозинството во парламентот, дали Република Македонија ќе изгуби навистина 3 месеци, спремајќи се за председателски избори, реализирајќи ги председателските избори и предвремените парламентарни избори, или можеби Република Македонија ќе изгуби во најлоша варијанта и следни 2 години, заради тоа што Петар го спомна, компонирањето на парламентот е веќе толку ситен, толку имаме одраз на разни желби, потреби, барања за гласање на ваков закон, на таков закон, а знаеме дека добар дел од законите што треба да ги менуваме се двотретински и може да се случи да толку барањата бидат големи што и те како ќе го кочат реформскиот процес од една страна, од друга страна може да бидат толку разочарувачки чекорите на мнозинството за да ги обезбеди тие гласови или да ги задржи тие гласови во одстапките понатаму што ќе ги даде во однос на опростување, во однос на помирување под наводници, во однос на опростување на сите дела, злодела, криминал и така натаму, значи што се случи во минатото, Сакате да кажете што дека евентуално граѓаните би влегле во тотална апатија и би се каеле зашто гласавме така една влада која што од ветеното, да не заборавиме, власта која дојде, значи зборам за мнозинството, СДСМ начело со политичките партии кои што го поддржува, дојде за да ја декриминализира пред се Република Македонија и да го врати на колосекот на реформите, да ги врати традиционалните пријателства и стратешките определби на нашата држава за членство во НАТО и во Европската Унија. Мислам дека до тука владата ги има реализирано скоро најголемите цели што ги има поставено. Значи, го смени уставот, направи договор со Тоа е само Република... во големата слика. Во големата слика зборувам. Да, Инаку во оваа ситната другата, слика, нашата што ја гледаме секојдневно, што ја живееме, Во ситната мислам слика дека Младен- Заев изгуби голем дел од својот политички капитал врз база на она што се случуваше и како функционираше владата. На страна што тој како премиер беше фокусиран на сосема други прашања. Меѓутоа, и придобивките од тоа и загубите од другото одат на негово конто. Точно така. Значи, ова влада, граѓаните во мнозинство ја поддржува и ја гласа за да државата ја врати во колосек. Значи, да ја врати онамо каде што посакувавме да биде. Значи, да
го започнеме патот за членство во НАТО и во Европската Унија. Да ја декриминализираме државата, заробената држава да ја од рацете на политичарите да ја одвратиме. Мислам дека во еден дел, можеби не 100%, во еден добар дел, овие цели се постигнати. Ако се веќе постигнати, значи сега владата треба се посвети на реформите, функционирање на правниот систем и развој на економијата, значи благосостојбата. Ценам дека без поголемо рекомпонирање на силите внатре во парламентот, ова влада со ваква поддршка и со вакви условувања што секој ден ги добива за поддржување на одреден закон или така натаму, тешко дека ќе може да ги реализира овие цели кои што за нас, обичните граѓани, живот значи. Така да кажа дека практично на тој начин владата ќе потроши еден цел мандат од 4 години во кој што нема да може да ги реализира клучните внатрешни сегменти на работењето и на реформите. Владата треба да одлучи дали сака да потроши уште 3 или 4 месеци да изгуби за државата или треба да изгуби наредни 2 години, обидувајќи се да направи одредени реформи кои што може би многу тешко или никако нема да ги спроведе. Па, како и да е, свесни сме и гледаме дека парламентот ни е раштимена виолина. Тоа е повеќе од јасно, може би и нема да биде лошо доколку се одлучат додатни избори, иако веќе на сите ни преку глава од изборите. Ние малтене секоја година правиме некои избори, нели? Дали се локални, дали се парламентарни, председателски. Се губи, факт е дека се губи со организирање на избори, се губи многу, се губи во време, се губи во спроведување на реформите, бидејќи во тие изборни периоди не може да се носи ниту еден закон што се бара крајна дистанца од нас. Така да ќе одлучат они, не знам, мислам дека на СДСМ може би му одговарало да организира и предвремени парламентарни избори за да се купат уште 4 години. Прашањето е нели колку ќе биде тоа голем ризик, дали и колку изгубиле од гласачкото тело, збориме сега со уставните измени и со законот за јазици. Како и да е, може би е подобро да се организираат избори, да не гледаме веќе да добиеме едно здраво тело, што би се рекло, да се престане со овие пазарења, како што се изнагледавме, невидени до сега на нашава политичка сцена. Иако може да се случи со односот на силите да биде повторно некаде блиску, како може би не во оваа мерка, меѓутоа тешко дека било која од партиите може да освои апсолутно мнозинство во парламентот, за да не зависи од и да не биде оценуван од други претеници. Апсолутно, тешко дека може да освои, дали е тоа ВМРО, дали е тоа СДСМ, значи тешко е дека може да освојат мнозинство со оваа констелација на работите во државата. Така да ќе се изнагледаме сигурно уште многу ситуации нејасни. Да. Тршански, што мислите вие во овој поглед? Која варијанта би била подобра за земјата? Мислам дека нема дилема дека не треба да има предвремени избори. Повторно ќе кажам. Сето ова го направивме и треба да гледаме се уште големата слика. Зошто? Затоа што сето ова што го направивме до сега го направивме за две стратешки цели. Значи, кога зборуваме за стратешки цели, го зборуваме и за големата слика. Едната цел е да речеме дека ќе биде остварена доколку се ратификува протоколот во Грција за членство во НАТО и се ратификува договорот со Преспа. Меѓутоа, втората цел, стратешка цел, апсолутно ја доведуваме под ризик неодговорно со предвремени парламентарни избори. Бидејќи, ако се навратиме назад, токму земјите кои што ставија на некој начин вето на Македонија да не добие датум на минатогодишниот Европски совет, беа оние кои што инсистираа на суштинско остварување на реформите, особено во делот на судството, јавната администрација и разузнавањето. Така да, со одлоговлекување на реформскиот процес преку избори, ние оваа втора стратешка цел апсолутно ја ставаме под ризик. Дополнително треба да земеме во предвид дека избори следат и во Европскиот парламент, каде што воопшто не се розеви перспективите дека проширување силите би освоиле мнозинство, што дополнително
ја доведува под ризик европската перспектива на Македонија во евентуално двогодишно одложување на процесот кој што неминовно ќе се случи. Така да многу би било известно дека повторно ќе се констатира дека Македонија нема никаков напредок направено во овие реформи, освен тоа што ги решила билатералните спорови. Европскиот парламент ќе стане по негостопримлив за проширување и за нови членови и Бог знае што ќе се случува идната година во тој дел. Така да не мислам дека покомпактен парламент со евентуални избори би подобрил својот перформанс во реформската агенда. На крајот на краишта, како што и споменавте, новите избори сигурно нема да донесат до некакво доминантно мнозинство на владата во парламентот, односно двотретинско мнозинство кое што ќе се заштити од евентуалните политички пазарења како што беше до сега. И на крајот на краиштата видовме како целата влада потврди во испорачување на реформските приоритети под изговор дека целата енергија е фокусирана на преговорите со името. Што би нас како на граѓани би дало надеж дека ќе биде поинаку во вакви околности. Јас како граѓанин на Република Македонија сега имам едно размислување кој што сакам да ја споделам и ценам дека повеќето граѓани би се согласиле. Пред само неколку минути рековме дека со гласањето на уставните промени, со донесувањето на јазикот на заедниците, ние затвараме големи етнички прашања. Затвараме крупни стратешки прашања. Имаме председателски избори за кои што веќе долго време, неколку дури изборни циклуси, цело време се зборува дека нас ни треба консензуален председател. Консензуален председател се мисли на председател кој што би бил поддржан на старт од македонците и од албанците. Ако големите прашања етнички, фолклорот етнички сме го потрошиле и фала Богу, мислам дека сме го потрошиле и добро е да го потрошиме, дали не е време сега со претседателските избори кои ќе имаме консензуален кандидат, еден кандидат од 2, 3 или повеќе политички партии, прв пат да се направи тој исчекор кандидат да биде од неколку политички партии, еден единствен кандидат, и да имаме една заедничка листа од пак неколку политички партии кои што во понудата албански и македонски политички партии, две или повеќе, во својата понуда нема да ги стават на преден план етничките прашања, затоа што рековме дека повеќето се затворени, туку да ги стават економските приоритети, социјалните, здравствените политики, реформските процеси, она што сакаме да ја направиме на вистина како држава, за да ја добиеме не симпатијата на Европскиот парламент и европските тела, туку да станеме држава по идеалот и моделот кој што тежнееме, како еден тип на европска, вистинска европска држава. Не да ги направиме реформите затоа што ни ги бара некој од нас, туку заради себе, за да живееме побезбедно, покомотно, посигурно. Затоа ценам дека разврска на дека би било идеално и така пратениците нема да работат. И така владата нема да функционира. И така ние трошоци пари ќе потрошиме за претседателски избори. Еден консензуален кандидат, неколку политички партии кои што ќе застанат со поддршка за кандидатот и една заедничка листа со топ приоритети економските реформи, правните реформи и сите неопходни реформи кои што граѓаните многу години ги очекуваат. При тоа, оставајќи ги веќе зад себе промените на уставот, стратешките определби кои што цениме дека тогаш ќе се ратификуваат и во грчкиот парламент, ќе имаме чист тунел, чиста стаза, чист надпревар пред себе. Ајде прв пат во држава да се напреваруваме за вистински вредности што секој граѓанин ќе може веднаш да ги почувствува после тоа. Трошановски, спремна ли е Македонија за една ваква разврска во смисла на заедничка листа за парламентарни избори? Мислам дека оваа понуда може да ја направи актуелната влада сега и можеше да ја направи. Не гледам зошто и не би ја направила понатаму, така зошто би ни била мислам тогаш која е идејата на политичкиот надпревар на крајот на краиштата. Мислам и дека ќе биде многу тешко да се изгради таква листа со оглед на амбициите на сите политички партии кои заеднички ќе застанат зад неа. Мора да потсетам, европската интеграција, преговарачкиот процес кој што би се отпочнал со ЕУ,
ни е нужен како општество. Министерот за надворешни работи парафразирам, рече потребни ни се некој да не стави во шини, премиерот рече потребно ни е некој да не подбере вклучувајќи ме и мене. Едниот и другиот реферира на отсуството на капацитет каков човечки, така и институционален на државата да се справи со сите предизвици од економијата па до сагате до животна средина. Европската унија ни е потребна токму за тоа да го структурира политичкиот живот, политичките процеси во земјата за конечно да почне да функционира. Мислите дека ЕУ нема да ни ги прости предвремените парламентарни избори, бидејќи јасно е дека во тој случај нема да ги задоволиме сите потребни реформски закони што мора да се донесат? Ризикот е огромен, расположението, ја не велам дека ние треба да се допаднеме некому, меѓутоа до сега покажавме дека сами не можеме да се избориме во оваа битка. Тоа беше аргументација прочем и на владата, не е нешто што јас само го говорам. Од тука не можеме без ризикот дека можеме да го одложиме процесот за 2 години е преголема цена што оваа држава ќе ја плати. Добро. Арсовски Основа истава тема некако дојде интересно. Малку чудно. Проценката дали треба да се направат предвремени парламентарни избори или не се заснима врз проценката дали со или без нив ние побрзо би ја исполниле европската агенда. Јас немам паметен одговор на тоа. Мислам дека Марко тврди дека без предвремени парламентарни избори ние побрзо би ја исполниле европската агенда. Не сум сигурен со ваков парламент. Може би со ваков парламент кој толку ја уценува европските реформи и напредокот по прашање на европската агенда. Дали тој може толку да не укочи, да на крај да испадне да е поспоро без предвремени парламентарни избори, да ги стигнеме реформите кои се неопходни, одошто со. Немам паметен одговор на тоа прашање, бидејќи тоа зависи од распоред на силите понатака и така натаму. Второто прашање, дали можат партии да мобилизираат доволно пратеници за да не им бидат потребни компромиси и преговори. И таа варијанта е возможна. Погледнете дека имаше повеќе партии кои застанаа за една агенда за референдумот. Ако истите гласови, па дури помалку, се преточат во некаква заедничка коалиција, таа би имала 80 пратеника. Така што не би зависела веќе од никого. Многу се комплицирани проценките. На крајот не се само неопходни реформите кои го диктираат дали ќе добиеме ние во јуни датум за преговори или не. Потоа треба и да се преговара. И потоа треба да продолжат реформи. Вие знаете ли како би изгледале тие реформи во парламент во кој неколку пратеника нон-стоп ве уценуваат со амнестија за едно, за амнестија за друго, закон за ова, закон за СЈО и така натаму и така. Ќе може повторно да си прават некои Може кривични дела. Може да се случи, може на крај да завршиме со полоша ситуација, одошто да ги жртвуваме овие 3 месеци да пробаме да го надополниме тоа со некаков поздрав парламент понатака. Но ви велам, немам точна проценка за тоа, меѓутоа двете опции не треба да се исклучуваат. Добро. Како и да е, нас реформите не ни требаат, што би се рекло, нели, да се допаднеме на Европската унија. Реформите ни требаат за ние да можеме да живееме подобро во сопствената држава. Да направиме за себе да ни биде убаво. Факт е дека сме мала земја, таква каква што сме, сиромашна да речеме, дека нас ни треба помош од Европска унија, нас ни треба членство во Европска унија, меѓутоа она што е битно да направиме сами за себе да ни биде животот поубав во сопствената држава. А тоа значи да ги направиме реформите оние што треба да ги направиме. И тоа треба да го направиме сами. Без да чекаме Европска унија дали ќе ни даде ваков извештај или онаков извештај, дали да ни каже да бевте супер, бевте добри, не бевте лоши, направете го ова или она. Значи се што правиме треба да го правиме за себе. Да дојде конечно тој живот, нели, што викаме во Македонија, таа плата што ја ветуваа, нели, минимално од 500 евра, што луѓето ја чекаат и се разочарани дефинитивно, бидејќи е далеку од таа плата што ја ветуваше премиерот Заев. Односно, ако сакаме да бидеме малце и искрени, во програмата на СДСМ, таму на страна 3 стои плата до 300 евра. Да не се лажеме, тоа е значи до 300 евра, не е плата сите да имат минимална 300 евра, нели? Тоа е како она со попустите, нели, имате попуст од 5 до 50%, кога ќе влезете, попустот е 10%, повеќе од 10 не е. Значи плата до 500 евра. Минималната плата, веројатно може да биде до 300 евра. До 300 евра, значи до така. Тоа сакам да кажам. Прашањето сега тука е повторно колку ќе биде Заев моќен, доколку ете тој сака, колку ќе биде моќен да ги иструка сите тие
реформски процеси кои што треба да доведат на крајот до некакви ефекти кои што ќе ги почувствуваат обичните граѓани. Тие сега не чувствуваат, гледаат ветер, она што се случува во политичкиот живот. Од една страна е задоволување на коалицијските апетити. Дуи беше веќе 20 на години во власта. Дали тие кои што учествуваа во една коалиција која што беше оценета како режим и заробена држава, сега може да бидат носители на промените и на реформите. Веројатно нема друг избор ако се во власта. Меѓутоа се поставуваат тие прашања. Тоа е првото. Второто е таа клановска поделеност во СДСМ. Ситни бизнис групи, ситни интереси, помали групации, локални и така натаму, кои што кога дојдоа на власт како да ги осетија бенефитите на државата. Токму затоа уште еднаш се поставува прашањето колку е битен овој рефреш или ресет на целата политичка игра во Македонија. Арсен. Меѓународните пречки за европеизација на Македонија се отстранети, но домашните не се. Во таа смисла, апсолутно е неопходен ресет на целото општество, за да Македонија воопшто може да се справи со проблемите кои им се ендемски, кои не се неопходно врзани за реформската агенда на Европската унија, но Македонија е земја која е позната по ендемска корупција, по клиентелизам наместо меритократија, по врски, по клановски борби, по неспособност на јавната администрација да ги пружи најосновните услови. Таков ресет на СДСМ на оваа влада, сосед дуи внатре, е очено неопходен, инаку и оваа голема победа на меѓународниот пробив нема да им биде доволна за да задржат поддршката на електоратот. Електоратот има куса меморија и на крајот живее во својот микрокосмос. Тој секој ден се соочува со шалтери, секој ден се соочува со државата на свој интимен начин и овие стратешки придобивки нема да бидат доволни за сегашната влада да го одржи својата предност наредните 2 години. Значи мора да се случи тој ресет. Дали Заев има или нема доволно Заев има и повеќе од доволно политички капитал да го направи тој пресврт. Во моментот тој е звезда, не само на македонската сцена, туку на меѓународна сцена го разговараат за Нобелова награда. Така што тој има и повеќе од доволно политички капитал да направи таков пресврт и да направи така наречена операција метла со сите кланови во СДСМ. Прашање е дали има политичка волја и капацитет тоа да го направи. Аз сакав само да надополнам. Значи, Зоран Заев ги живее во врвот на пирамидата, своите најславни месеци, после сите овие промени на Република Македонија, признанијата што ни доаѓаат како модел на решавање на големи спорови. 27 години немаше храбар политичар или политичарка која што барем ќе дадеше тронка надеж дека може да го реши овој деценски проблем со Република Грција. Господинот Зоран Заев вложи све и го реши проблемот. Се разбира, не сам, со цела екипа околу себе. Сега, пред него се две прашања. Или ќе треба да биде заложник на тоа што викаме клановски интереси, или групни, па во парламентот не знаеме какви све интереси веќе има, или треба во кулминацијата на неговата слава пола влада да отпушти, да им се заблагодари, да донесе млади луѓе, нови луѓе кои што немат багаж од минатото, ниту можност да на некој начин уценуваат и така натаму, или треба да влезе во нови избори, каде што пак со ресетирани перформанси внатре во неговата политичка партија, во соработка со своји партнери за кои што стратешки имат исти определби, дали тоа ќе биде ДУИ, втора, трета или не знам која друга политичка партија, за да добијат ново мнозинство, меѓутоа без сите тие заложништва кои што сега се наоѓа. И само тогаш може да се посвети на вистинските промени, вистинските параметри кои што ние ги очекуваме како граѓани. Инаку ние после 3-4 месеци промената на уставот, може би влезот во НАТО ќе ни биде нема да го почувствуваме ако немаме секоја недела по некоја нова афера во здравството, па да се плашиме да нашите деца ги однесеме на вакцинација. Или да кажеме ако
Образовниот систем секои 2-3 години треба да се ресетира затоа што нашите деца ништо не учат, односно испаѓаме со најниски меѓународни вреднувања по знаењето. Или да кажеме, нашите работници се тотално незадоволни, па сите посакуваат некоја дестинација во Западна Европа. Така што, господинот Заев, или треба да ја смени пола влада, вклучувајќи прв, втор, трета шалон надоле, или треба да иде на нови избори со претседателските. Ако навистина верува, а јас мислам дека верува, знам дека верува во едно општество за сите граѓани, оставајќи го позади етничките поделби и разлики, етничките прашања, ајде прв пат, ако веќе толку направивме голем исчекор, да направиме и вистинска добра предизборна коалиција. Секогаш во Република Македонија имало постизборна коалиција. ВМРО, ДПА, ПДП, СДСМ, ДУИ. Значи, секакви комбинации. И после изборите наредни, дали предвремени или редовни, пак ќе имаме некоја комбинација меѓуетничка. Зашто тоа да не го направиме пред изборите со една единствена програма? Да немаме ние 2-3 програми, па некој форсира своја национална програма, друг форсира своја економска програма, па некој треба да попушти, некој треба да додаде, некој треба да земи и така натаму. Вие дека Заев не може сега да отпушти пола влада со овој однос на силите во парламентот и со тие пратеници на СДСМ што ги има? Заев треба или да отпушти пола влада, за да направи вистински реформи, за да Република Македонија заживее како што треба, или треба да иде на нови избори, со нова програма, со нови луѓе. Прито, ако зборувам нови луѓе, сметајќи пак на идните пратеници кои што добар дел треба да бидат други, нови пратеници, нови имиња, а во екзекутивата се разбира, мора минимум 50% да има нови луѓе. Секој ден доаѓаат различни информации. Ние живееме во мала држава. Државата не ни функционира онака како што сакаме и како што очекуваме. Овие процес на реформи што треба да продолжи, без разлика сега дали ќе има или ќе нема избори и парламентарни заедно со претседателските, веројатно мора да биде следен од посилни персонални промени, не само во првиот ешалон министерски, туку и во вториот, третиот, оној што се покаже како добар дел од тој ешалон, што се покаже како некадарен за промени. Очекувате ли дека Заев може да влезе во една поширока реконструкција која што нема да опфати само министри, туку и надолу во вертикала? Јас би го посакувал повеќе тоа решение и тој исход. Мислам дека ќе премиерот постои политичка волја, мислам дека и неговата заложба, идеја, амбиција за едно општество за сите е автентична и дека навистина е посветен на истата. Од тука новата енергија која што веќе нема да се троши на уставните реформи, посветена на консолидирање на јавната администрација на некој начин со капацитетни луѓе, избори базирани на заслуга, не на клиентелизам, би донела многу повеќе бенефит на земјата во остварување на реформите и подобри услуги на крај на краишта за граѓаните. За сега, како што рековме, има многу индикации дека тоа не се прави. Сепак мислам дека во начин на кој што политичката култура во Македонија е устроена, потребна е политичка волја од врвот за сите ешалони да функционираат на некој начин синхронизирано и дека лидерството на поединечните министри не може да биде така лесно синхронизирано и координирано во насока на вистинските интереси на државата. Пред се зборувам за професионализација и департизација на јавната администрација, но и сите други сегменти нели од државниот живот. Така да мислам дека е подобро да се фокусира на реобмислување на човечкиот капитал, нови луѓе, меѓутоа и прашање е колку тие луѓе ги има и колку луѓе се останати реално во земјата. Во нашите контакти со државните институции, со министерствата, работните групи во кои што граѓанското општество е вклучено на овој или на оној начин, овој дефицит на кадарност е евидентна. Тоа ќе го допрва видиме во преговарачкиот тим кој што треба да ги се надевам отвори поглавијата, меѓутоа и по другите министерства дефицит на кадарност постои
и кај одредени министерства не постои капацитет да се препознае и да се задржи она што како институционална меморија го носат одредени државни службеници, туку повторно гледаме назначување по одредена партиско-клиентелистичка оска на луѓе на одредени раководни позиции кои што не треба да бидат такви. Мичич, оваа година 2019 беше најавена како економска година, прочем ја најавија министерот за финансии, премиерот, економскиот тим на владата. Се согласувате ли вие со тој оптимизам, бидејќи знам дека економијата ви беше фах исто така во вашиот работен опус? Па најавена е како економска година, но таа само што започна, така да пред нас е 12 месеци да видиме колку од тие ветувања ќе се изреализираат. Многу фактори се тука во игра и од нив ќе зависи уствари дали ќе успее да се... Ако брзо се ефектуира тој процес, ако во Грција помине веќе, предпоставувам дека сите дилеми ќе се отстранат за членството на Македонија во НАТО. НАТО по некаков дефолт треба да носи повеќе инвестиции. Можно ли е тоа? Мислам дека членството во НАТО и во ЕУ не значи дека ќе се потепат инвеститори да дојдат во Македонија. Ние се олеснува веројатно некој пристап. Ние да, или се рушат некои стигми за тоа каква држава е Македонија. Точно така. Некоја сигурност, да. Меѓутоа дека ќе се потепат, нема да се потепат. Затоа говори фактот дека во една од најдобрите инвестициски години 2008 година ние бевме попречени за влез во НАТО 2008 година. Така да едноставно влезот во НАТО и во ЕУ може да прати некој позитивен сигнал, нели, дека се работи сепак за сериозна држава. Но не е знак дека инвеститорите ете така ќе чекаат на граница кога да дојдат во Македонија да ги вложат парите. Има желби, има надежи дека ќе дојдат странски инвестиции, но желбите се едно, надежот е друго, посакувањата. Но тие секако претпоставувам дека се врзани и со она што се вели реформи во правосудниот систем, бидејќи за секој странски инвеститор е важна функционирањето на една мериторна, здрава основа на таа неселективна економија или пазарна економија. А во делот на правосудството во овие изминати месеци ние практично го видовме тоа што се случи и што за многумина е поразително. Иако владата не сака да признае дека со амнестиите практично се подкопува правосудниот систем, јасно е дека тој сегмент се уште не функционира. Како би профункционирала или би почнала таа битка со корупцијата ако екс-премиерот ви е надвор од државата кој што е осуден, ако уште 3, 4, 5, 6 челници на бившиот така наречен режим кои што се под силни сомневања за корупција не се нити во притвор, нити во затвор, ниту осудени. Едноставно работите функционираат многу побавно, а сега по изгласувањето на измените на кривичниот закон очекувани се и други ослободителни пресуди. Арсовски? Комплицирано е тоа за нас, за критичката јавност е тоа секако еден длабок пораз. Барем овие амнестии кои ги гледаме и оваа неказнивост која ја гледаме пред нашите очи. Но знаете како, таа борба не е завршена. Прашањето е, ние не треба ниту да ја глорифицираме, ниту премногу да ја критикуваме цената која ја плаќа сегашната власт за договорот. Бидејќи тие факт е дека немаат 80 пратеника, факт е дека оние 8 пратеника уценуваат со некаков ваков дил и факт е дека сегашната власт реши таа цена да ја плати. Прашањето е дали тој маневар во судството и таа попустливост ќе стане исклучок или ќе се претвори во манир. Ако тука се затвори неопходниот политички дил во смисла на владење на правото и владата продолжи да го реформира судството, да ја засили позицијата и да направи трајна позицијата на СЈО, да го реформира јавното обвинителство, да продолжи да инвестира во образованието на судиите и да продолжи со гонење на корупција и криминал, да направи функционална антикорупцијска комисија и така натаму. И покаже дека ова беше исклучок, а нема да се претвори во манир, има надеж за владењето на правото во Македонија. Ако овој дил се претвори во манир
за секогаш, тогаш од тоа треба да се откажеме. И тогаш ниту ќе има инвестиции, бидејќи тие бараат предвидлива средина, ниту ќе има економски напредок, ниту пак не треба да очекуваме датум за преговори. Салбани, Неколку чекори се многу битни сега за владата. Без разлика дали ќе биде влада која што ќе излезе од нови предвремени избори или истата влада ќе продолжи ваква или рекомпонирана. Мора да почне да врти брочаникот. Значи, луѓето очекуваат брочаникот да почне да врти. Нема вртење на брочаникот. Има, да кажеме, смрзнети одредени пари, набарање на финансиската полиција, обвинителството и така натаму, меѓутоа ефективни пресуди нема. Значи, мора да почне брочаникот да врти пари, да ги врати украдените пари. Добар дел од граѓаните се убедени дека бивши функционери краделе. Меѓутоа, за жал, секој ден повеќе и повеќе и добар дел од граѓаните продолжуваат сега да веруваат дека и сегашни функционери, за жал, злоупотребуваат функција. Значи, во вториот момент, правосудниот систем, системот за гонење на криминал, корупција, злоупотреба и така натаму, не треба да се фокусира само на бившите функционери, од кои што чувме и се изначувме од прислушкуваните материјали. Мора да системот функционира паралелно и за делата кои што се направени пред 5, 6, 7, 10 години, меѓутоа и сегашните функционери треба да бидат под лупата, не само на јавноста и на критиката, не само на тоа дека ако не е некој добар ќе биде отпуштен дома и готово заврши приказната. Имаше 2-3 примера, значи со неколку граначалници кои што беа осудени и тоа е за поздравување и охрабрување. Значи, власта и своји функционери успеа да идентификува дека се смешани во криминал и за нив во извршната власт не видовме. Меѓутоа, не сме такви виделе, примери, не сме виделе такви лично примери. премиерот Заев со двајца Точно високи функционери, не ги именуваше дали се министри или директори, меѓутоа ги спомена, не ги видовме кои се како. Точно така. Затоа, ајде сега, опростено е затоа што стварно и премиерот и луѓето околу премиерот беа фокусирани целосно, посветени 24 часа да се постигне конечно договор да се реализира со Република Грција и да ставиме стратешко прашање како врвен приоритет дека сме го реализирале барем од наша страна. Меѓутоа, сега веќе премиерот треба да се фокусира заедно со својата екипа и не само кон гонење на криминалот кој што е направен претходните години, туку оневозможување на генерирање на нов криминал од структурите кои што денеска управуваат со државните пари, со парите на граѓаните, со државните институции. Само ако профункционира судството за минатите, ќе ги спречи и овие да крадат. Меѓутоа, може да биде добар пример казнивоста на бившите функционери, добар пример може да биде за актуелните функционери. Така. Ама многу лош пример може да биде ако евентуално бившите функционери заради политички компромиси и дилови бидат амнестирани. Тоа дава една силна порака кај сегашната структура дека во одредена прилика, после неколку години, ако некој им открие криминал, може да се создадат услови за нов пазар, нов дил и така надаму, што е било поразително за државата. Тогаш можеме да видиме членка во НАТО, меѓутоа нема да дојдат странски инвеститори, ако знаат дека кај нас не владе правото и дека имаме различни аршини при носење на одлуки во правосудниот систем. Затоа, ако зборуваме сега за правосудството, што треба и како треба, значи бројчаникот мора да почне да врти и мора луѓето кои што се грешуваат и од сегашната власт да бидат под лупа на обвинителството и да бидат казнувани соодветно. Добро. Ја ќе ги замолам студентите од правен факултет да го земат микрофонот во своите раце, да, благодарам и можете да поставите прашање, се разбира. Добро вечер, јас сум Јоана, студент на Јустинијан I. Моето прашање е за ратификација на договорот во Грција, односно ако Ципрас нема мнозинство, дали се враќаме на нула или овој пат ЕУ членките ќе притиснат Грција или пак пасивно ќе застанат на страна. Благодарам. До сите е наменето. Да, добро. Повелете. Еве ќе го земам јас прашањето. Мислам дека процесот во грчкиот парламент е прилично извесен од оно што сега е видливо за нас како наблюдувачи на истиот и по информациите кои што доаѓаат од Грција и по тоа како се одвиваат нештата таму.
мислам дека ништо нема да го загрози ратификувањето на договорот со Преспа. Би било одлично ако и ратификувањето на протоколот за влез во НАТО се заврши исто така час побрзо, бидејќи ако го ставиме во рацете на евентуалната нова влада на конзервативците, тогаш можеме да очекуваме проблеми. Ако не дај Боже се случи некаков фијаско во грчкиот парламент во однос на договорот, тоа би било погубно сценарио и за Македонија, и за регионалната стабилност, но исто така и за Грција, која што има амбиција да стане лидер во да речеме во регионалниот, во прогресот на целиот регион, така да тоа е за мене апсолутно песимистичко и непосакувано сценарио, но исто така и прилично нереално со оглед на сегашните констелации на односи во грчкиот парламент. Добро. Јарсовски имаше дополнение? Да, нема проблем. Мислам дека тоа сценарио нема да се случи апсолутно во Грција да не се ратификува договорот, бидејќи тоа пред се нема да го дозволат ниту државите кои учествувале во овој проект, да помогнат за овој проект да се реализира. Значи, ние без помош на меѓународниот фактор овој проект немаше да го реализираме, тоа е повеќе од јасно. Така да нема ни да се остави на случајности. Слушаме сега дека на Ципрас му фалат 6 пратеници во парламентот. Ние имаме 8, можеме да ги рентаме, не е никаков проблем да му ги позајмиме. Така да сигурно нема да се случи тоа сценарио и сигурно меѓународниот фактор нема да дозволи тој договор да не се ратификува. Малтинскиот партнер на владата на Ципрас, Каменос, се обиде да ја напушти владата и тоа не му помина на неговиот извршен одбор или председателство на највисокиот орган на неговата партија. Така што гласањето за недоверба за владата на Ципрас најверојатно ќе кулминира со гласање доверба, односно нема да успее таа иницијатива за недоверба на владата, тоа уште во среда ќе се знае. Инаку прецизно да ви одговорам на прашањето, во Преспанскиот договор има клаузула која вели дека доколку не се ратификува истојот договор во грчкиот парламент, станува ништовен. Како и ние да не сме изгласале ништо. Значи, ние ги гласаме уставните измени, кои почнуваат да важат, стануваат правно валидни, во моментот кога и Грција ќе го ратификува, спогодбата. Така што тие се врзани по примерот на Good Friday Agreement помеѓу Ирска и Англија. Добро, благодарам. Повелете. Добра вечер. Јас сум Цветковски Никола, апсолвент на политички студии. За време на емисијата запишав 3 прашања. Првото би сакал да го насочам до господинот Имер Салмани. Велат дека во дипломатијата е важно да има отвореност и комуникација за да ги познавате намерите на другиот и да биде отстранет елементот на страв. Верувам дека исто е точно и во меѓучовечките односи. Имајќи го во предвид и законот за употреба на албанскиот јазик кој го дискредитираше македонскиот како лингва франка во Македонија. Кажете ми, дали значи дека заложбите за меѓуетнички соживот на СДСМ и албанските партии се само декларативни, односно одат во спротивна насока и нели создаваат дополнителна сегрегација во македонското општество? Не, апсолутно мислам дека не состават сегрегација, туку добиваме нова вредност. Република Македонија со овој закон, кој што, како прво да напоменам дека не е само закон за албанскиот јазик, туку е закон за сите јазици на немнозинските етнички заедници во Република Македонија. Тука треба да бидат горди и ромите, и турците, и србите, што со овој закон ќе можат таму каде што се 20% официјално, службено да го употребат на повисоко ниво, во ниту еден момент не се повредуваат правата на македонците, кои што и те како што го употребувале и пред и после донесувањето на овој закон, ќе продолжат да го употребуваат законот, односно македонскиот јазик. Се подигнуваат правата на етничките заедници, а со тоа се добива чувство дека тука нити се привремени, нити се граѓани од вторет. Република Македонија е граѓанска држава. Меѓутоа, ние имаме еден добар микс, каде што имаме микс на граѓанско општество, со граѓански премиси, меѓутоа и со јасни етнички права на етничките заедници кои што се во уставот напоменети, со своите културни, јазични и останати карактеристики кои што на некој начин од 90-та година па наваму се унапредуваат постепено.
Ценам дека со овој закон се направи еден дополнителен плюс исчекор, кој што денеска секој што е малку космополит и малку европеец во душата и во срцето, не само што не му смета, туку ќе се чувствува горд дека е пример како во една држава мала како Република Македонија сите граѓани може да се почувствуваат пријатно како да се дома, не во смисла на својот дом, туку дома во својата држава. Овој закон тоа го возможува според мене. Велите дека и другите помали етнички заедници треба да се задоволни со истиот, но за време на носењето на законот, особено ромската заедница и српската заедница, не годува со истото, поради тоа, нели, Социјалдемократскиот сојуз поднесе амандмани на комисија и истите дуи ги одби, со тоа што скрати, нели, процедурата за водење на расправа во комисија, како да бидат горди другите помали етнички заедници? Законот предвидува употреба на 20% на локално ниво и на државно ниво. Така што сите права кои што ги имаат албанците таму каде што се 20%, сите права ги имат исто така ромите во општина Шуто-Ризаре, србите ценам дека во Куманово, Старо Ногоричане, турците во Гостивар и во Жупа, центар Жупа, во Долнини не знам како е решено. Мислам, во неколку општини помалите етнички заедници ги имат истите права како што ги имат и албанците. Така што ова е нова вредност, дополнителна вредност и во духот на европеизацијата на Република Македонија. Ви благодарам. Второто прашање би сакал да го насочам кон сите присутни. Бранко Црвенковски беше познат по злоупотребувањето на џебното вето, но во тоа време ДПМН не посегна по прекршување на демократските процедури на државата. Велиме дека беше режим. Додека пак сега имаме брутална серија на злоупотреба на балансот помеѓу извршната и законодавната власт. Така што имаме ли во Македонија повторно режим, но со ново лице овој пат? До кого прашањето? До кој сака да одговори? Терминот џебно вето е термин, тој е термин кој се користи за специфична ситуација. А тоа е кога председателот, не изјаснувајќи се дали ќе го потпише или нема да го потпише некој закон, тој закон го суспендира. Тоа ниту еден друг председател, освен Иванов, не го има искористено во историјата на Македонија. Така што не знам од каде ви е дека било кој друг председател искористил џебно вето. Терминот џебно вето се користи кога председателот, заобиколувајќи го уставот и не изјаснувајќи се, што би било прекршување на уставот, дали ќе го потпише или нема да го потпише закон, де факто го смрзнува за секогаш. И со тоа неговото право за привремена суспензија на тој закон го претвара во трајно право. Претпоставувам дека ви се однесува прашањето на законот за јазиците и како Џафери го објавил законот за јазиците. Видите, таму има многу специфична ситуација. Таму има прекршување на процедурата од двете страни. Меѓутоа, имајте предвид дека првото прекршување на процедурата е од Иванов. Иванов, прекршувајќи го уставот на еклатантен начин, искористејќи џебно вето, тогаш терминот е правилен, направи поместување во правната ситуација во Македонија, во правниот систем. На председателот според устав не му е дозволено да спречи закон. Дозволено му е да го одложи, враќајте го во собранието втор пат. Кога собранието втор пат ќе го изгласа, тој е должен, цитирам, е должен да го потпише. Не изнесувајте се по тоа. Иванов веќе ја прекршил процедурата. И вие имате сега две ситуации. Дали треба да го објави Џафери во службен весник или не? Прашањето во правна смисла е: што е поблиску до правниот термин реституцио ad integrum? Што е поблиску до намерата на уставотворецот? Намерата на уставотворецот е втор пат кога ќе се изгласа законот во собрание, председателот да нема избор. Тој автоматски да почнува да важи. И видите вие прекршена процедурата. Иванов ја прекршил еднаш. Прашањето е: кој чекор ќе ја направи правната ситуација најблиску до онаа која е намерата на уставотворецот? Тоа е објавување во службен весник од страна на Џафери. Благодарам. Во интерес на оваквото имаме ли други прашања од другите? Повелете. Добро вечер, јас сум Руф Адемиров, студент на политички студии на Јустинијан I. Прашањето ми е до господинот Селмани. Споменавте дека со овие уставни промени всушност се намалуваат меѓуетничките конфликти кои што потенцијално би
би се случила, меѓутоа дали некогаш сте размислувале што би се случило доколку не би постоеле етнички партии во Република Македонија? Дали всушност помалку би имало причина за нови недоразбирања или пак од друга страна може би некои групи би останале и без своји представници? Па, јас мислам дека го погодивте токму она што јас и многу луѓе, граѓани на Република Македонија, го посекуваме во иднина. Јас пред неколку минути реков дека зашто со овие претседателски избори, кој што би бил прво, значи, еден концензуален кандидат, кој што би имал поддршка, без разлика дали ќе биде македонец, албанец или, не знам, трета етничка заедница, меѓутоа да има поддршката на повеќето политички партии, повеќето етнички заедници на старт, за да биде претседател кој што обединува, кој што ќе ги сплоти граѓаните уште на старт, кој што нема да биде поддржан само од една политичка партија, па после да биде слуга цели наредни 5 години само на таа политичка партија, туку на граѓаните кои што го поддржале без разлика на етничката припадност. Првиот момент. И вториот момент реков дека зашто кога веќе секогаш сме имале постизборни коалиции. Сакале не ќеле, ниту една политичка партија не е толку моćна, а и така Македонија е поставена да не може една политичка партија да си направи своја влада и да се функционира на раат комотно. Значи тоа нема да се случи во Република Македонија, нити се случило. Зашто да немаме предизборна коалиција? Прв чекор, затоа што вие го посакувате или го прашувате, да имаме граѓански партии, значи без предзнак на етничкото, е да направиме исчекор, да имаме граѓанска коалиција. Коалиција на повеќе етнички заедници. И мислам дека тоа ќе биде добар увод и увертира, можеби за некои наредни избори понатаму, за после неколку изборни циклуси да имаме и такви партии. Впрочем, СДСМ во последното свое појавување, значи минатите парламентарни избори 2016 крајот, даде силни пораки и беше добар пример како полека може да се направи еден исчекор, да внатре во листите прв пат има неколку кандидати за пратеници албанци и од другите етнички заедници, да има програма која што нема да се идентификува само по етничка линија, туку ќе биде програма која што ќе биде пред се, значи за подобар живот. Мислам дека тоа беше првиот чекор, сега тука не треба да се застане, туку треба да се храбро понатаму настапи и продолжи. Благодарам. Тука сакам да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Мислам дека нема дилема дека не треба да има предвремени избори. Повторно ќе кажам. Сето ова го направивме и треба да гледаме се уште големата слика. Граѓаните во мнозинство ја поддржува и ја гласа за да државата ја врати во колосек. Да го започнеме патот за членство во НАТО и во Европската Унија. Да ја декриминализираме државата, заробената држава да ја од рацете на политичарите да ја одвратиме. Реформите не ни требаат, што би се рекло, нели, да се допаднеме на Европската Унија. Реформите ни требаат за ние да можеме да живееме подобро во сопствената држава. Да направиме за себе да ни биде убаво. Апсолутно е неопходен ресет на целото општество, за да Македонија воопшто може да се справи со проблемите кои им се ендемски. Уште едно прашање имам. Може ли Имер Селмани да биде кандидат на овие претседателски избори што доаѓаат? Јас 2009 година бев кандидат и се гордеам со мојата кандидатура тогаш. Успеав да добиам голема, огромна поддршка и кај албанците и кај македонците. Искрено имам многу, ајде да кажем, иницијативи, барања од пријатели, од познаници, од непознаници, од луѓе што никогаш не сум ги сретнал во животот, кои што барат да се кандидирам. Не сум донел таква одлука и мислам дека не е паметно да се донесе одлука денеска на своја рака. Не треба да ни превладуваат личните амбиции, туку треба да превладуваат сега интересите на државата. Тоа значи дека во еден процес кој што мора да биде минимум демократски, усогласен внатре во одредени консултации, да идните кандидати кои што сепак би се кандидирале, не само да имат поддршка и програма која што сами си ја замислуваат, туку мора да имат малку
поголема поддршка и не само од политичките партии, туку и поширок профил од граѓанските здруженија и граѓанската поддршка. Времето е кратко за размислување. Не сум одлучил, не сум размислувал, има иницијатива, ќе видиме наредниот период. Не исклучувате дека може да бидете кандидат за председател на Република Македонија. Ви благодарам на сите што бевте мои вечерашни гости и благодарам исто така и на студентите. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следуваат најновите вести.